Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Изборот на Ислам Абази за шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција и реакциите што не запираат се тема на ова издание на емисијата. Новиот бран реакции денеска дојде од неколку дипломатски представништва кои на оваа тема и придаваат големо значење. Новата американска амбасадорка Анџела Агелер порачува дека за нив резултатот од изборите е збунувачки, особено како што вели откако во изминатите години потрошиле милиони долари на обуки на обвинители и на други во правосудниот систем. Од холандската амбасада пак текот на пристапните преговори на Северна Македонија со ЕУ го доведува во директна врска со работата на ова обвинителство и како тоа ќе се справува со случаите на корупција и организиран криминал на високо ниво. Во слична насока е и реакцијата на делегацијата на ЕУ. Дали овие пораки допираат до оние што треба, особено што се само продолжување на домашните реакции од стручната јавност и од невладиниот сектор? За овој корпус прашања вечерва ќе разговарам со Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење, Сузана Јошевска-Анастасовска, адвокатка, и Васко Маглешов, новинар на Бирн. Дебатата почнува за кратко. Гледате 360 степени. Изборот на Ислам Абази за шеф на важното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, околностите во кои се случи тоа, како и реакциите што не стивнуваат, се темата за вечер. Во студиото се Сузана Јошевска-Анастасовска, адвокатка. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Дарко Аврамовски, директор на коалицијата Сите за правично судење. Добро вечер, благодарам. Инаку вие сте дел од една неформална мрежа, коалиција на невладини, се вика Blueprint, која што беше прилично активна со реакции поврзани со изборот на Абази. И Васко Маглешов, новинар на Бирн, Македонија, кој што своите продукти ги објавува на онлайн изданието Призма. Добро вечер, благодарам за поканата. Сите тројца веќе имате јавни произнесувања на темата. Аврамовски рекол вие преку реакциите на Blueprint групата, Маглешов вие преку еден текст што го потпишавте во Призма непоследно по изборот на Ислам Абази под наслов "Сенката на Дуи врз изборот на Ислам Абази". Јошевска-Анастасовска и вие преку неколку објави на Facebook и други јавни настапи. Така што горе-долу имате формиран став, предпоставувам, имавте шанси да го нијансирате преку она што го слушавте како реакција, што од засегнатиот Абази, што од другите овие денови. Последно денеска доаѓаат реакциите од неколку представници на меѓународната заедница на барање на 360 степени да го коментираат исходот на изборите за нов шеф на ОЈО за гонење организиран криминал и корупција. Добивме одговори од Американската амбасада, од Холандската, од делегацијата на Европската унија. Најдиректна е пораката на Американската амбасадорка. Ќе сакам уште еднаш да ја видиме, па ќе ве прашам и за коментари. Анџела Агелер вели: "Ние во амбасадата на САД секако дека резултатите ги сметаме за збунувачки, особено откако во изминатите години потрошивме милиони долари на обука на обвинители и на други во правосудниот систем. Граѓаните на Северна Македонија заслужуваат независен правосуден сектор во кој позициите се пополнуваат по заслуга и квалитет, низ транспарентни процеси, без разлика дали се во обвинителството, судството или која било друга јавна институција. Политичкото мешање нема место во овие постапки. Оние што би се вмешале преку вршење притисок, закани или коруптивни сделки од позадина, треба да бидат повикани на одговорност од граѓаните." Маглешов, вие сте новинар и веројатно најслободен, заедно со мене вечерва, да ги коментирате овие пораки кои што доаѓаат од новата американска амбасадорка. Дали ќе се согласите со тоа дека ова е најдиректна, најсилна, па и најкритична порака од еден дипломат дадена по периодот на длабоката политичка криза 2015-2017, кога слушавме директни пораки од амбасадорите? Да, се сложувам со тој впечаток и мислам дека е така. Не се сеќавам од 2015 година до денеска амбасадата да имала ваков, во таа смисла, остар став, односно директен во врска со изборот на новиот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција.
Вокабуларот е внимателно избран, меѓутоа зборовите како збунувачки укажуваат на тоа дека и амбасадата има одредени аспекти со кои што не може би сосем задоволна во таа смисла. Секако дека тие нема директно влијание на ниту еден начин во изборот на шеф на обвинителството, меѓутоа има таа клучна позиција во мониторирање на целиот процес. Тие се на некој начин и спонзори. Може би не е најсоодветниот збор, но факт е дека во последните години се трудат да инвестираат во подигање на капацитетите, генерално во сите институции што се дел од правосудниот систем. Така, особено во обвинителството, ако добро се сеќам, 2020 година имаше некаква донација на компјутери за обвинителството за организиран криминал и не само 2020 и порано и така натаму. И ако ја споредите овој денешен став, на пример, со ставот на амбасадата кој што беше апропо повикот на обвинителката Вилма Русковска за истрагата во финансиската полиција, ќе ја видите разликата во вордингот, бидејќи од една страна во тој контекст се велеше дека амбасадата остава на институциите да го решат случајот и така натаму. Сега имаме многу подиректен и многу поостар тон во основа. Така што мене искрено би ме замислила ваквата изјава да сум шеф на обвинителството за организиран криминал. Да, Аврамовски, вие како би ја коментирале? Се разбира со сета дистанца што имате како представник на организацијата од која што доаѓате. Така, јасно, видете, апсолутно не е никаква тајна дека сите стратешки партнери на Република Македонија, вклучително и Соединетите Американски држави, Европската унија и земјите од Европа, истакнаа дека борбата против корупцијата и владењето со правото се клучните приоритети и меѓу главните услови кои што оваа земја треба да ги исполни за да може да продолжи кон својот евроинтеграцијски пат на кој што почнавме. И оттаму мене не ме изненадуваат вакви реакции кои доаѓаат од меѓународната заедница, особено затоа што како што беше потенцирано и во самата изјава, меѓународната заедница навистина многу инвестираше во капацитетите во правосудството и оттаму верувам дека и самите очекуваат да видат некакви видливи резултати. Јошевска, Анастасовска, вие како активен граѓанин, но и човек што доаѓа од правосудството во една поширока смисла сватено, не сте дел од обвинителство, не сте дел од судство, дел сте од адвокатура. Имате контакт со тие луѓе, ќе кажете збор-два нешто за оваа изјава? Па секако дека изјавата е јасен сигнал за проблематичноста, она што ние го говориме за проблематичноста на самиот процес на избор, бидејќи зборуваат за тоа дека граѓаните заслужуваат транспарентен избор, а и за самиот избор, бидејќи зборува се, јас пробувам да ја преведувам оној политички начин на концепирање на овој тип на изјави, што тоа какви пораки според мене ги праќа. Значи не само самиот процес на избор, туку и самиот избор кога вели дека граѓаните заслужуваат на овие позиции луѓе кои што се таму дојдени по системот на мерит, односно по систем на квалитет, сето тоа спакувано во еден збор збунувачки, што јас го преведувам како проблематично, можеби малце остра, но сепак тоа е едниот сет на пораки. Втората порака е околу подкопувањето на нивните досегашни напори. Тие не сакаат да видат дека целокупните напори кои што ги вложуваат, ова не е само во последниве години, се навистина многу години наназад, навистина многу финансиски средства, дека на некаков начин нема да стигнат до оние посекувани резултати какви што државата треба да ги испорача. И исто така особено ме загрижува оној вординг граѓаните заслужуваат, нели? Што аргументум а контрарио би било дека добиле нешто што можеби не заслужиле и дека практично на крајот ги охрабруваат граѓаните да го држат за одговорност овој избор и да бидат будни, да доколку се случи нешто кое што се плашиме или се сомневаме дека секој треба да биде одговорен за сопствените постапки. Се за тоа многу јаки, но и јасни пораки. Американската амбасадорка може би подиректна, но содржински се и коментарите од холандската амбасада и од делегацијата на Европската унија. Холандската амбасада на некој начин јасно вели, се согласивме во 2020 да почнете преговори за членство, откако беа спасени случаите на СЈО, може би од оваа дистанца некому му се
чини чудно тоа, но тогаш намаса беше сепа дури прекинување на истрагите и на постапките поврзани со тие предмети и како велат сега многу будно и под лупа ќе следиме работата на ова обвинителство, особено неговото постапување со случаите на корупција и организиран криминал на високо ниво. Маглешов, може ли ова да помине во стилот секој чудо за 3 дена? Или притисокот ќе продолжи? Дали сум наивен кога можеби ќе кажам дека притисокот може да продолжи до момент додека Исламабази не даде оставка? Или тоа ви се чини предалеку? Ми се чини дека е предалеку, бидејќи го знаеме општествено-политичкиот контекст во кој што живееме и знаеме дека за жал дури во правосудството кај нас секој е чудо за 3 дена или барем треба многу долго време за да добиеме некаква разврска на некој случај. Она на што би сакал јас да укажам е дека загрижува фактот што првите прашања за новиот обвинител на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција беа во основа политички. Првите прашања кои што дојдоа до шефот на организиран криминал не беа за неговата работа или многу малку беа за неговата работа, многу повеќе беа за неговиот условно речено политички ангажман, зависно од тоа со кого се фотографирал и што правел. Оно што јас би сакал да потенцираме дека во основа меѓународните организации и амбасади мониторираат судски случаи. Не се сеќавам или многу е мал делот на меѓународни организации и амбасади кои што би мониторирале, односно следеле како се одвива работата во обвинителството. Така што не би ја потценил овој интерес на холандската амбасада искажан преку нивниот став и ми се чини дека тоа е многу здраво и добро за да видиме како понатаму би се развивале работите во ова најмоќно обвинителство во државата. Да. Аврамовски реков преку Blueprint групата во која што членуваат и други невладени организации покрај вашата коалиција Сите за правично судење, вие патем редовно ја следите работата на Советот на јавни обвинители, ќе допреме дел и од нивната работа малку подоцна во разговорот. Деновиве имавте шанса да го слушнете Исламабази, да ги слушнете и членовите на Советот за јавни обвинители, се разбира имаше и мноштво други реакции. Дали сте можеби малку помирни сега, делумно разубедени после реакциите кои што од позиција на членки на Blueprint групата ги дававте? Вашите забелешки беа пред се насочени кон тоа дека процесот не бил доволно транспарентен. На тоа укажувавте вие. Токму така, да. И сметам дека тоа има многу голем удел во сегашните реакции во јавноста и огромната недоверба на јавноста, вклучително и стручната јавност во самиот избор. Бидејќи изборот како што беше спроведен, значи професионалните биографии на кандидатите не беа јавно достапни, не беа јавно достапни нивните програми за работа, беше исто така истакнато дека господинот Абази е единствениот од кандидатите кој воопшто и не доставил ваква програма до Советот. И во насока на тоа се постави прашањето врз основа на што обвинителите гласаат и како избираат кој од нивните колеги е најсоодветен за да ја врши оваа функција за која што е избран. Абази имаше изјава дека им се јавувал сам на колегите и во телефонски разговори им ја објаснувал својата визија за иден шеф на тоа обвинителство. Да речеме дека е така, тоа не делува дека е некаков сериозен и организиран систематичен пристап на кој би требало да се дисеминираат вакви информации помеѓу обвинителите. Сметам дека тука голема одговорност сноси Советот, бидејќи Советот е должен да ги организира ваквите избори, исто како што ги организира изборите за избор на член на Советот од редот на јавните обвинители. Да не си навлечете сега одново гнев на Советот, еднаш имаше реакција. Ајде за јавноста објаснете што се случи. И беше поврзана пак со вашите реакции поврзани со изборот на Исламабази. Токму така, ние реагиравме баш ова сега што го кажав, беше јавна реакција која што не беше ни јавна реакција, беше јавен извештај кој што беше објавен затоа што го следевме процесот на избор на јавен обвинител на јавното обвинителство. Во тој извештај ги констатиравме овие пропусти со транспарентноста и констатиравме дека ќе беше многу подобро да беше изборот направен со јавно достапни биографии и програми за работа. На тоа, на самата седница на Советот на јавните обвинители, која што дојде веднаш по ваквата реакција, еден од членовите на Советот упатувал јавни навреди не само кон нас, туку кон сите од јавноста кои што го искритикува. Вие сте воспитан и културен, јас ќе бидам подиректен, Иџет Мемети. Еве јас кажувам Иџет Мемети, бидејќи тој бил
тој имал несоодветно однесување, мислам дека е ред со име и презиме да кажеме. Иџет Мемети реагирал на вашите реакции за тоа како протекли изборите за шеф на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Така, видете, не е проблем доколку имало реакции на нашите реакции, проблем е што имало навреди врз основа на нашата реакција, односно апсолутно немало некакво аргументирано спротивставување на она што беше изнесено како став од Blueprint групата, туку само невкусни обиди за дискредитација на сите, практично сите, вклучително и универзитетски професори и државни функционери кои искажаа некакви критики по однос на Нападот е избор. најдобра одбрана за едно тело за кое што постојат очигледни индикации дека работи под политички насоки и диктат. Како се заврши тоа? Вие реагиравте повторно? Така, реагиравме јавно и благодарение на таа јавна реакција и јавно прозивање на Советот да се огради од ваквите изјави кои беа изнесени на јавна седница од член на Советот. При тоа сметам дека одговорност, макар морална и професионална одговорност, носи председателот на Советот кој не успеал да се справи со изнесувањето на навредите и тоа да го спречи, бидејќи, пак ќе повторам, тоа било изнесено на јавна седница на Советот. И секако останатите членови на Советот кои не се оградија веднаш непосредно по изнесените такви навреди, туку се оградија од навредите дури откако ние реагиравме преку медиумите во јавноста и побаравме од нив да го направат тоа. Да видиме како ќе се однесуваат на следните седници. Продолжението на таа што не заврши во понеделникот е веќе следниот понеделник. Денеска веќе има некакви движења поврзани пред се со повлекувањето на Фатиме Фетај од конкуренцијата за шеф на Висшето јавно обвинителство во Скопје. Ќе ја допреме таа тема малку подоцна, остануваме кај Исламабази. Јошевска, Анастасовска, дали е за вас прифатлива тезата дека треба сепак да му се даде шанса? А дека се друго, оваа критика која што и вечерва се слуша и од овој форум, може да ја подведеме на шовинизам. Тоа дека треба да му се даде шанса беше токму од председателот на Советот, барем јас така го слушнав прв пат, и тоа е кажано во еден тон како што вообичаено се кажува кога не сакаме да се осврнеме на критиките и на аргументацијата на критиките, туку ќе кажеме сега тоа е нели шпекулација, дајте да му дадеме шанса. Тоа е еден фолклор на нашите избори за функционери многу често. Тоа заедно со изјавата од министерот за правда, кој откако се спроведува изборите даде изјава дека можеби треба да се направат некои законски измени за да може критериумите за избор на следниот избор да бидат поинакви, односно јасно дефинирани, и овие пропусти што ни се случија сега да не ни се случат, иако кај нас секогаш тоа така се прави, откако ќе поминат изборите, не е јасно зашто не можат овие работи да се предвидат од оние што ги нарекуваме policy makers, да знаат од прилика кои опасности може да настанат за да првиот избор не биде доволку проблематичен. Нели е чудно зошто никој од обвинителите од тоа обвинителство не се пријави да биде шеф, освен досегашната шефица, да речем. Значи, ни еден од обвинителите кои што работат на предмети од корупција и организиран криминал, никој не се пријави од таму. Практично сите четворица кандидати беа од надвор. Па јас при една прилика кажав дека можеби е најдобро обвинителите од тоа обвинителство и да го бираат нивниот шеф, без оглед дали ќе дојде од нивните редови или ќе дојде од надвор, а не да го бираат обвинители од целата држава. Тоа се случува, тоа таков пример е во судскиот совет кога членот од Врховен што доаѓа го бираат судиите само од Врховен. Затоа што некако ми личи дека тоа е посоодветно, бидејќи тие најверојатно би можеле соодветни да знаат за таа позиција кој би имал соодветни квалификации, ова доколку зборуваме дека сакаме да избереме на таа позиција квалитет. Да. Маглешов, помалку се подзаборавени околностите во кои што се донесе ова законско решение за гласање и избор на непосредни избори од сите обвинители на шефот на ова обвинителство. Тоа е 2020 година пред собранието да се распушти
и собранието ќе биде на прилично долга пауза до предвремените парламентарни избори. Негде во предвечерието на распуштањето на собранието се носи новиот закон за јавно обвинителство. Сега во дебатите слушам беше донесен со консензус, не е точно дека беше донесен со консензус, затоа што ВМРО-ДПМНЕ беше против, но 80 гласа беа обезбедени со гласовите на 8 од така наречената независна пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Да, во основа тој закон се донесе под многу силен политички електрицитет. Се сеќаваме дека имаше постојано процедури за враќање назад па почнување од почеток. На крајот имаше 3 верзии на законот за јавно обвинителство или најмалку 3 верзии на законот за јавно обвинителство, но овој модел во кој што самите обвинители на непосреден избор ќе го бираат шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, иницијално доаѓа од обидот на ВМРО-ДПМНЕ да го оневозможи политичкото, односно партиско влијание во Советот на јавни обвинители, а со поддршка на основните пратеници кои што излегува од таа коалиција во таа смисла. Така што, ако ги побарате верзиите на законот од 2019 година, да речеме, СДСМ предлагаше да остане стариот модел, односно постојниот модел до пред овој избор, така што шефот на организиран криминал да го бира Советот на јавните обвинители. Лично сметам дека моделот е добар, оваа обвинителска демократија треба да обстои, меѓутоа мора да се смени модалитетот, бидејќи проблемот во таа смисла излегува дека интегритетот на самите обвинители, односно треба да поразговараме за тоа кои се ги бира обвинителите, што тие ги бираат. Некаков ѓаволски круг во основа е прашањето, меѓутоа во основа доаѓаме до проблемот бидејќи овој избор на обвинители беше тест за интегритет на сите 160 обвинители во државата на еден или на друг начин. Се извинувам. Да. Околу законот за јавното обвинителство, ако добро се сеќавам тогаш, ова беше спомнато, но воопшто не беше проблематично. Целата дебата се прифрли на приодните и завршните одредби тогаш. Така. И тоа беше така, тогаш беше тоа фокусот, дали ќе преживеат предметите на СЈО, дали СЈО како орган ќе продолжи во рамките на ќе се расформира или како ќе биде, тоа беше све во фаза на во истиот период со истрагата за рекет и така натаму, така да фокусот не беше на ова конкретно прашање, иако кога се читаше законот, јас барем кога го читав, ова го гледавме како една демократска предобивка. Секако тоа на работа. Никој мислам дека не ни предвидуваше дека на крај исходот од ова што личеше на многу повеќе демократија отколку до тој момент може да биде ваков. Инаку во политичките кулуари, ако смеам да дополнам, се провлекува една теза која што во основа се пласира повеќе од луѓе кои што се блиски до власта и така натаму одредени структури, професори, дека најголемиот дел од обвинителите кои што моментално се обвинители се избрани во време на мандатот на коалицијата помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, и предпочитајќи од тука тие тврдат или сметаат дека изборот на бази се должи токму на таа коалиција, односно на тоа меѓуобвинителско договарање помеѓу обвинителите кои што се избрани од 2000, да речеме, 10-12 па наваму. Аврамовски, кога сме веќе околу моделот како се бираат, сега веќе има прашање, зошто нема втор круг? Дали ако имаше 10 кандидати, шефот на ова обвинителство ќе беше избран со 27 гласа, вториот, третиот, четвртиот може да имат по 20, 19, 18 глас. Што значи тоа за легитимитетот на шефот на ова обвинителство во вакви избори? Сега па, кога ќе се спомне втор круг, велат, ама ако има втор круг, тогаш пазарењата ќе бидат уште понагласени. Така што мислите вие околу моделот? Јас се согласувам со соговорниците, се извинувам, дека моделот во суштина е добар, она на што треба да се работи е да се прецизираат некои одредби. Меѓутоа, факт е и дека самите институции во своето постапување треба да демонстрираат интегритет и примена на оние начала на добро владење и добро управување кои не секогаш мора да бидат запишани. Знаете, законите секогаш треба да бидат толкувани во насока на заштита на сите оние демократски вредности и принципи. Кај нас многу често се случува едно од оправдувањата на Советот, например, зошто не беа јавно достапни биографиите на кандидатите, е затоа што тоа не е предвидено како обврска со закон. Значи, тие мора да бидат приморани да направат нешто во духот на транспарентноста и на доброто владење, за да се решат дека треба да ги применат тие стандарди и начела. А тука само сакам да се навратам малку наназад и да дадам една друга перспектива зошто цела во оваа ситуација е дополнително важна, бидејќи
постојано репутацијата на обвинителствата за гонење на организиран криминал и корупција се уништува, ајде така да кажеме. Прво беше со непостапувањето на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, поради кое мораше да биде формирано специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство, за жал, имаше несреќен крај, исто така поврзан со организиран криминал и корупција. Потоа беа овие политички натегања со законот за јавното обвинителство и борбата да се спасат предметите од специјалното јавно обвинителство, па имавме ситуацијата со разрешување, односно суспендирање на основниот јавен обвинител на обвинителството поради претресот во финансиската полиција, односно судирот на овие две институции. На Русковска, мислите? Да. И сега конечно го имаме изборот на новиот шеф на ова обвинителство, кој што во самиот старт остави голема недоверба во јавноста. Тоа е според мене непоправлива штета на репутацијата на ово обвинителство, кое Лоша што спирала на кое што не се гледа крајот. апсолутно тие ќе треба да работат исклучително професионално и со сето должно внимание во иднина, за да можат некако да ја поправат својата репутација и да демонстрираат пред граѓаните дека навистина можат да дојдат до тоа да се справуваат со висока корупција и организиран Дали криминал. сакате нешто кон моделот да коментирате? Не, Имате не, не. свој став? Не. Дали сум идеалист кога прашувам дали притисокот може да оди до тоа Исламабази на крај да почувствува сепак потреба да се повлече од функцијата, бидејќи друг правен механизам нема. Да се разбереме, тој да биде сменет од оваа позиција, треба сам да си оди за да се организираат одново избори. Јас сметам дека тоа е невозможно. Немам никаква дилема дека под притисок на јавноста од овој тип, значи да не е нешто поконкретно, дека тој би одлучил да се повлаче. И неговите изјави се во насока на тоа дека нема ништо проблематично, иако од првата до втората изјава, јас две имам видено, од првата до втората изјава има мало видоизменување околу тоа на кој начин он е можеби близок или се познава со функционерите кои што се проблематични при неговиот избор од тие се одуи. Значи прво викаше нема ништо спорно во тоа дека може би сум се дружал, а сега е дека вистински кога излегоа фотографиите мораше да објасни од каде се дружал. Така да ќе продолжи да објаснува и ќе продолжи да се повикува на одредби од ЗКП, од Законот за кривична поставка што се однесуваат на изземање, што е малце Фотографија од формално правен аспект, како да, рече малце еден за гаф. нас како стручна јавност е малце навредувачки заради тоа што и земањето како институција користи доколку некој обвинител кој постапува во некој предмет кај што во дадениот случај не е една од основите за роднински врски, туку доколку има основи за сомневање во неговата пристрасност, треба да се тргне да не постапува. Ние имаме тука можеби и прашање дали воопшто ќе постапува. Значи, земањето нема да биде воопшто механизам за заштита ако тој не постапува за индиции за сторен криминал да отвара воопшто Моето претходно истраги. прашање низ друга визура. Дали ако бевме нормално општество, Исламабази ќе си дадеше оставка? После се што се појави за него. Имам проблем со терминот нормално, но да речеме дека во правна држава под ваков притисок и под вакви сигнали би требало да има многу поголем процент на шанси да се повлече, бидејќи тој од старт не ја ужива довербата на јавноста, како што кажа Дарко, многу потешко ќе биде и многу повеќе треба да се работи за воопшто да се стигне до поинаква перцепција на јавноста за работата на обвинителство, а неговиот избор прави штета и на целото обвинителство и на целата држава. Маглешов, на очиглед на целата јавност, членовите на Советот за јавни обвинители на седницата на која што само формално нели требаше да го назначат Исламабази за шеф на обвинителството, го фалеа. Се појави еден новинарски текст, мислам дека беше, со наслов дека истиот совет, кој што сега го фали, а Бази на затворена седница разгледувал извештај за неажурност на вишето гостиварско обвинителство. Вие ја следите работата на обвинителството генерално, што велат документите, па и извештаите. Да. Јавно е достапен извештај за работата на сите обвинителства за 2021 година. Да. И таму, ако се гледаат бројките,
Да, таму ако се гледаат бројките, ќе заклучите дека вишото обвинителство во Гостивар не е ништо подобро од останатите обвинителства, туку дека горе-долу се тука некаде со бројките, дури на пример вишото обвинителство во Штип е многу подобро во совладување на приливот на предмети. Се разбира објективната пречка и недостатокот на обвинители, тоа го знаеме сите, меѓутоа тоа не е само во Гостивар, тоа е во сите обвинителства низ државата. Меѓутоа, се извинувам. Во 2019 година во извештајот во годишниот извештај за работата на јавното обвинителство пишува дека предметите не се решаваат бидејќи нема доволен број на обвинители и стои Кога е ова. именуван за шеф Абази? Ми се чини во 2018 во ноември. Добро. Вели вака: покрај тоа има влијание и недоволното, ова е цитат, недоволното ангажирање на постојните јавни обвинители за совладување на приливот на предмети. Значи тоа го пишува во извештајот на Советот, односно на јавното обвинителство за Вишото јавно обвинителство во Гостивар. Но не е само тоа. Во 2019 и 2020 година нема ниту една пресуда со изречена конфискација на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар. Во 2019 и 2020 година Вишото јавно обвинителство Гостивар не поднела ниту една иницијатива до јавниот обвинител на Република Северна Македонија за вонреден правен лек, односно за барање за заштита на законитоста. Така што не знам како тие го извлекуваат заклучокот дека станува збор за обвинител кој што ажурно и редовно ги менаџирал состојбите, можеби да е добар менаџер на обвинителството, меѓутоа велам дека резултатите се тие што самите обвинители ги напишале во извештајот, а тие не се ништо поразлични од сите останати обвинителства во државата, што ќе укаже на тоа дека обвинителите ниту отвориле годишен извештај, ниту читале програма, туку гласале за личност. За личност. За личност во смисла со име и со презиме. Сакам да речам не гласале за програма, туку гласале за конкретен човек, а не се воделе од бројките и од квалитативните и квантитативни анализи. Да. Тоа на овие печатокот може да биде политичките избори поинаков. Да. Афирмативно е така тоа. Имате да додадете нешто во делот на работата и ажурноста на Вишето гостиварско обвинителство од каде што доаѓа Абази? Не, се слагам, тоа токму и оваа година на седница повторно во мај, чинам на 12 мај 54-та седница на Советот е исто така дискутирано за извештајот подготвен од Вишето јавно обвинителство Гостивар за тоа подрачје и обвинителствата и се дадени практично истите заклучоци кои Васко ги изнесе сега, кои се достапни во претходните извештаи, од кои може да се заклучи дека Вишето јавно обвинителство во Гостивар нема некои видливи перформанси кои би го истакнале како посебно. Напротив, со Скопското мислам дека основните кои што се под тие виши се најнеажурните. Мислам дека во Вишето гостиварско основните кои што се под Вишето гостиварско околу 40% од предметите се незавршени. За 2021 година зборувам и годините претходно. Тој процент е идентичен, да. Што е на ниво отприлика на Скопското вишо, но затоа Штипското е на пример. Така, има таму бројките се многу подобри. проценти, да. Да, секако, мислам, повторно ќе кажеме, тоа се должи и на недостигот на кадар во обвинителствата, меѓутоа така како што стојат ситуациите, без претходно понудени образложенија, ваквото постапување на Советот од после каде што изнесуваат ставови кои се спротивни од оние изнесените на седниците и во годишните извештаи, повторно само го продлабочува сомнежот за целиот избор, целата постапка во конкретниот случај. Загрижува ставот што да не ги имаме прочитано овие извештаи. Кога го слушавме председателот на Советот на обвинители како го пофалуваше, како ја пофалуваше работата на овој обвинител, значи да не отвориме и да читаме, ќе речеме дека стварно можеби ние избрзавме во реакциите, бидејќи станува збор за обвинител кој од Советот бил оценуван успешно и он рече дека имал исклучително добра работа. Сега кога ќе па иако не работел со високопрофилни случаи, сепак тоа што му било надлежно си го вршил како што треба. Да, и после тоа кога ќе го прочитате ова, тоа се јавува една конфронтација на ставови и се доведува до прашање интегритетот и на Советот на обвинители, зошто они толку би протрчале да го пофалат, а нема позадински. И вие сакате по точка разно да ве дебатираат на Совет. 2 седници на Советот, една пред изборите за шеф на ово обвинителство за кој што зборуваме, една по изборите, остануваат без одлуки. На првата, некаде на крајот на октомври,
треба да се пополнат 4 испразнати места во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. 6 мина кандидати има. 2 кандидатки добиваат мнозинство гласови, но не добиваат бадентер и практично изборот пропаѓа. Дали ги објаснуваат своите гласања членовите на Советот кога гласаат? Тоа сакав сега баш да спомнам. Значи, конкретната седница која што ја спомнавте, во поглед на изборот на јавните обвинители во обвинителството, беа накратко реферирани нивните биографии и од страна на председателот на Советот беше даден краток коментар за еден од кандидатите, додека останатите членови на Советот воопшто не учествуваа во дискусијата. Кога се случува процесот на гласањето, ниту еден од членовите на Советот не го образложува својот глас ниту за, ниту против конкретен кандидат и фактички ние остануваме во ситуација да не знаеме кои се вистинските причини поради кои што еден обвинител е избран, односно не е избран. Не е тоа голем проблем. Бидејќи во конкретниот случај 2 кандидатки добиваат мнозинство гласови, но не добиваат бадентерово мнозинство. Во тој момент има 9 мина членови на Советот, сега се 8 мина. 4 се од немнозинските етнички заедници, практично за бадентерово мнозинство требаат 3 гласа. Двете кандидатки добиваат по 2 гласа, едни гласаат за, други против, за другата обратно, ама некако тоа не може да се убедиме како јавност дека е базирано на некаква аргументација, бидејќи не можеме да ја слушнеме аргументацијата. Да, токму тоа е главниот проблем, клучното прашање овдека, што не се знае зошто се дадени гласовите за или гласовите против. Многу е битно да се даваат образложенија на ваквите одлуки. Паралелата ќе ја направам со праксата на Европскиот суд за човекови права, кој што налага судските одлуки секогаш да бидат образложени и тоа колку е по-комплексен и по-битен предметот, толку треба одлуката да биде по-детално образложена. Во таа смисла аналогијата би ја направили со Советот, дека секоја одлука на Советот, колку е побитна, треба да има по-длабинско и детално образложение. Ние сега се доведуваме во ситуации да има бизарни случувања во Советот, каде што може еден обвинител да добие 7 гласа против за избор во едно обвинителство и да добие 8 гласа за избор во друго обвинителство и при тоа нема никакво образложение зошто толку многу членови од Советот сметале дека обвинителот е несоодветен за ово обвинителство, но сите сметале дека е соодветен за другото обвинителство. Ама Глешов, таа седница што ја споменувам, некој вела дека била покасна вежба од ДУИ за тоа што би се случувало ако нивниот кандидат неколку дена подоцна на изборите за шеф на ОЈО за организиран криминал и корупција не помине. Значи 6 кандидати, 4 празни места, ниеден не добива, 20 добиваат мнозинство, ниеден не добива бадентер. Во основата одговорот и на прашањето зошто ми се чини се повлече обвинителката Фатиме Фетаи од последниот оглас за шеф на Вишото јавно обвинителство Скопје, бидејќи на последната седница на Советот на јавни обвинители не беа ускладени силите во Советот, меѓутоа веројатно не по етничка, туку по партиска провиниенција. За да биде иронијата поголема, образложението зошто таа седница не била доволна за да се одлучи за кандидатите, односно да се избере шеф на обвинителството, е дека им требало повеќе време за да ги прочитаат оценките. Тројца кандидати се, колку време им треба? Колку време му треба на Советот да прочита досиеа за тројца обвинители? Ми се чини дека тука е повеќе од јасно дека зад тие затворени врати, односно тој час и половина како што известуваа медиумите, јас не бев присутен тогаш на седницата, бил доволен за да видат дали може да се урамнотежат или не. И тоа многу често се случува и во судскиот совет, во основа најсилните дискусии за тоа чија страна може да политички во смисла да добие на тежина. Ние не ги гледаме само одлуките, гледаме гласање во смисла на тоа гласам за или против и тука завршува дискусијата. Немаме образложение, а да ве потсетам дека минатата година кога се бираа во пакет обвинители за Вишото обвинителство Скопје и за обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, медиумите ги објави имињата на избраните обвинители ден пред да се одржи седницата. Тоа самото по себе укажува дека процесот е повеќе од договор. За Фатиме Фетаи имате коментар? Не, немам коментар за тоа, за тоа туку слушајќи го Васко, за тоа
како се одвиваат седниците и на судскиот совет, точно е тоа, и на судскиот совет и на советот на јавни обвинители, практично тоа значи глумење на јавност и глумење на транспарентност, она што ние треба да го видиме, не го гледаме. А таа конфронтација на ставови, тоа што треба да го видиме дека во еден совет на вистина професионалци разговараат и дискутираат за квалитет, за способност, за што е најдобро на која позиција, ние не го гледаме. Ние гледаме нешто што претходно е договорено и тоа е практично изигрување на концептот на јавност. Ние немаме јавни совети во... Треба да го кажеме тоа јасно и гласно. Ги имаме јавни, да, ги снимаат камери, доаѓаат новинари, но тоа што треба да го видиме не го гледаме. А исто така и транспарентноста иде во пакет заедно со оваа јавност. Околу Фатиме Фетај и обвинителите кои што се веќе подолго време во рамките на обвинителството, ова го знаат. И ги знаат информациите, знаат точно што да и претпоставувам врз основа на тоа ги донесуваат и одлуките како понатака. Кога измените на Советот на јавни обвинители од пред неколку години му наложија на Советот јавно да ги објавува записниците од седниците и тие објавија записници од веќе поминати седници, па ќе можете да прочитате каква била дискусијата внатре. Ќе видите коментари, тој е осреден правник, многу често се појавува на телевизија, тоа го пишува во еден од тие извештаи, па се фрапира како тоа излегле записниците во јавност, па ги повлекува, односно ги објавуваат сега, меѓутоа во една форма во која што не се пишуваат имињата на оние што ги скажуваат ставовите. Вели членот на Советот, запирка, рече дека, па вие не знаете, мислам, такво едитирање записници не знам дали во времето на социјализмот се правело, така што ова е многу лоша пракса и е подбарање во основа на членовите на Советот, меѓутоа мора да прекине и тие две тела, Советот на јавни обвинители и Судскиот совет, се најпропулзивните тела за партиско влијание во правосудството. Тука мора да биде најсилната контрола, која што веројатно ќе почне од граѓанскиот сектор во таа смисла. Сакам уште едно прашање сега тука да поставам. Јошевска Анастасовска, вие во еден од вашите Facebook статуси го коментиравте исходот од гласањето во републичкото обвинителство, каде второпласираниот доби само еден глас, мислам дека, а Ислам Абази 6 гласа. Моето прашање е поврзано со улогата, позицијата, статусот што го има државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски. Тој подолго време е на кандидатска листа за судија на Уставен суд. Во исто време, во полн капацитет ја извршува својата функција на државен обвинител и во полн капацитет ја извршува својата функција на член на Советот на јавни обвинители. Носи важни јавно обвинителски одлуки, гласа при важни одлуки за тоа дали некој ќе биде разрешен или унапреден во јавно обвинителската структура. Дали тоа не е конфликт на интереси? Да, законски не е забрането. Меѓутоа, ако некој утре зависи од гласовите на некоја партија, знаеме од кои партии, за да стане судија на Уставен суд, тогаш дали е нормално да имаме сомнеш дека сега дел од своите одлуки ги прилагодува на очекувањата на таа структура? Ми го разбирате прашањето? Апсолутно, тоа е отворен на влијание. Тоа сакате да го кажете, како отворен на влијание. И сега за него, ако ми го поставите прашањето за тоа дали би требало да се повлече наместо за Абази, за него би рекла дека треба да се повлече од трката за Уставен судија. А особено после се што се случува во собрание и толкавата дебата, 10 сати една пратеничка зборуваше за него. Значи и овие сите пропратни работи во меѓувреме што се случуваат, него веќе го прават кандидат кој веќе може да се сомневаме дека бил подложен на овој тип на влијание. На линија на тоа што го говори Јошевска Анастасовска, да не заборавиме дека во републичкото обвинителство имаме републички обвинители кои што никогаш во животот не напишале обвинение, а се републички обвинители. Некои од нив се поранешни министри на ДУИ. Тоа самото по себе не укажува дека тие би гласале за Ислам Абази, меѓутоа колкова е веројатноста тоа да не се случи. Така што ако од 9 обвинители колку што моментално има во републичкото 6 гласа, вие по хиерархија гледате на чија страна е јавното обвинителство на Република Северна Македонија и работата е повеќе од јасна. Вие продолжувате да следите работата на Советот? Да, и на двата совети, Советот на јавните обвинители и Судскиот совет покрај мониторингот на судските постапки кои ги И на какво ниво излегувате со извештаи? Обично годишно, сега баш во декември ќе биде промоцијата на анализата за работата на двата совета и секако анализата на податоците од судскиот мониторинг. Добро, ќе биде интересно да видиме што ќе пишува таму, иако веќе може да се предпоставува. Да, верувам дека Дел од тоа беше кажано и вечерва во оваа дебата. Ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Мислам дека темата е важна,
општествено релевантна, од висок јавен интерес и дека вреди да продолжи да биде во фокусот на јавноста, ако не друго, ако сум навистина, како се вели, идеалист во моето очекување дека може да се оди со притисокот дотаму некој да се повлече, тогаш барем да се прави притисок за функционирањето да биде колку толку во рамките на законите. Благодарам уште еднаш. Благодарам. По паузата е новата саботажа. Блискоста или разликите со источниот сосед се исчитуваат на повеќе начини, но најеклатантна е поговорката која прилично прецизно го детерминира заедничкиот проблем на двете општества. Иако некој тврди дека е нивна, а за некој таа е наша, сепак очигледно е дека таа е споделената историја, ама и сегашност. Треба се сетиш на бугарската, сичко што не се купува се с пари, купува се с многу пари. Корупцијата како системски проблем не се однесува само на подмитување извршено со парични средства, туку и преку трговија со влијание. Стигнувањето до некоја позиција може да биде сторено не само преку чекорење до неа, туку и со користење различни модели на блискост. Особено кога тие, според собственото признание, имаат официјално, легално значење. Значи да се качиш на еден врв, тоа е еден врв на Република Северна Македонија и радост е и се практикуваат слики од формално правен аспект. Но на крајот на краиштата за формално правниот избор нема доволно аргументи кои би можеле да послужат како рамка за обвинение за политичка инструментализација. Тие што бирале сами, па нивната инволвираност, доколку постои, може прилично лесно да се провери. Сите ќе ги седнам на лед детектор и нека ми ја кажат истината. И ако дознаеме кој влијаел и како, да ги решиме да се биде или да не се биде. Во ситуација да се биде или не, барем така како што секој си ја сватил улогата, продолжува да функционира градската власт. Нервозата предизвикана од уште една абдикација на советник од мнозинството кулминира неделава со низа непромислени амандмани, кои пак доведоа до тоа за господарот на микрофоните да се одреди нова, проширена метафора. Онолку што го познавам него, а го познавам, он е откачен метеор, неконтролибилен проектил. Овака не е само опозицијата, власта си има проблем со кадрите произлезени од незината политичка матрица. Тие се сега разочарани од нивото и квалитетот на управување со својата матица, па имаат своји сугестии како да се тргне напред. Еве да им давам еден бесплатен пиар совет, нека фатате, нека го затворат у некоја соба и да му речат, дечко, ти не искаш. Значи, затоа што не само што кој излегува, прво тоа е срам за СДС, на тоа интелектуална партија, јас сум продукт на СДС на човек. И на крајот, по сето кажано, за правото на лична хигиена. Краткото туширање заштедува вода, струја и пари на вашата сметка. Ништо не носи повеќе пари и здравје од чистата и здрава мисла. Затоа не помага ни кратко туширање, ни долго бањање. Доволно е само да се води грижа за менталната хигиена. Со оваа содржина завршуваме. Благодарам што бевте со нас. Гледајте ги и вестите на Алсат во 23 часот. Ние повторно се гледаме в понеделник од 22. Пријатно!